Добро утро, почитувани. Добре дојдовте во најновото издание на отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена Информација, точна и навремена. Вели вака, подобро да веруваш во Дедо Мраз, отколку во тоа дека ќе биде спремна за 10 минути. Навистина интересен статус на социјалните медиуми. Јас утрово се обидов и ми успеа за прв пат во мојот живот да бидам жена која што се подготвила за само 10 минути. Да. Ви благодарам што и ова утро ќе бидете заедно со нас. Се надевам во овие следни 3 часа или 180 минути колку што имаме теми, разговори, актуелности и секако и информации за сите вас. Она што треба да ви го кажам на самиот почеток е кои се темите на кои што ќе муабетиме. Мартинките стана светско културно наследство, е нашата втора тема. Културните обичаи поврзани со прославувањето на 1 март Мартинки станаа дел од светското нематеријално културно наследство и се впишаа во репрезентативната листа на УНЕСКО. Навистина интересна тема, иако е далеку, нели, празникот 1 март и Мартинки. Кариерата секогаш ми била број 1 во животот, ќе ви рече Игор Киров. Токму Игор Киров е пред новогодишните празници во Македонија, па ќе го искористиме приликата да ни раскаже како е да се биде директор на балетот при ХНК во Сплит, што се неговите последни проекти, кои се следните проекти и така натаму. Вели тој убаво е кога во професионалниот живот сите дојде полека, скалило по скалило, а не одеднаш да скокнеш 3 скалила нагоре. Изградив кариера што ме носеше од едно на друго ниво и на крајот станав директор на балетот на ХНК Сплит. Така е нашиот Игор Киров во студиото на телевизија Нова, но некаде по 9 часот и 20 минути. Ова е колку да ве натерам или испровоцирам и ова утро да се разбудите, но и расоните заедно со отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена Информација, точна и навремена. Самик би посакал да бидеш ти до мене, како некогаш пак. Самик би посакал да дојде тоа време со тебе. Самик би посакал да бидеш ти до мене, како некогаш пак. Замик би посакал да дојде тоа време со тебе. Светла во бои, приказни своји, а ти каде си? Празно ми е без тебе. Светла во бои, секунди броиш, посакувам ти да си до мене. Замик би посакал да бидеш ти до мене, како некогаш пак. Замик би посакал да
село сместено во Норвешка, кое брои само 329 жители. Но ова село е можна важна гранка за туризмот на Норвешка. Ова селце изобилува со магични природни убавини, посебно во во зимскиот период. Одиме во Рейне, Норвешка. Рейне е мало норвешко рибарско село кое се наоѓа на прекрасниот арктички остров Москенесеј. Брои само 329 жители, но сепак представува мощна и важна гранка за туризмот на оваа земја. И покрај неговата зафрлена местоположба, секоја година е посетено од илјадници туристи. Причината за ова се магичните природни убавини со кои Рейне изобилува, единствените колоритни куќарки, снежниот пейсаж и бајковитиот амбиент. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Туристите го посетуваат за да се одморат и да уживаат во прекрасната поларна светлина која трае од септември до април. Сместувањето е во стари рибарски колиби, адаптирани за посетителите. Возење кајак, риболов, велосипедизам или искачување на планината, која нуди восхитувачки поглед на островот, се дел од активностите кои може да се прават на ова место. Let it snow, let it snow, let it snow. Од Норвешка се стилиме во Берлин. По Барселона, Берлин е дестинацијата која е најпосакувана од младата популација како место каде сакаат или може да живеат. Во продолжение од прилогот ќе ги слушнаме предностите на овој град, односно зошто е добро да се живее токму во Берлин. Берлин, покрај Барселона, е градот каде што повеќето млади би сакале еден ден да живеат. Ако помислувате дека градот е тмурен и постојано со ладни температури, се лажете, затоа што таму владее сосема нормално сончево време со температури до 15 степен овој период од годината. Секоја есен се одржува фестивалот на светлината. Неколку дена сите знаменитости во Берлин се како нови, сјајат од рефлектори, светлосни ламби и уметнички проекции. Градскиот сообраќај е многу добар, а градот е одлично поврзан, па со едно метро може да тргнете од Александер плац, а ќе стигнете до Хакешер пазарот, каде што ќе уживате во околните улички. Овде ќе најдете многу скриени продавнички, кафе-барови полни со графити и мурали. Скриените делови на градот ќе ви покажат каков е всушност Берлин. Бурен, алтернативен и див град во кој ќе дишете со полни бели дробови. Не е стерилен и претерано чист, ниту пак нашминкан, но има упадлива космополитска атмосфера. Луѓето кои живеат во Берлин ќе ги препознаете по необичниот стил и опуштеност. Ова е еден од ретките градови во кои обезбедувањето нема да ве пушти во клубот затоа што сте претерано дотерани за опуштената атмосфера внатре. Се негуваат индивидуалноста, слободата и уметничкиот дух. На крајбрежјето на реката Шпреем може да седите и да уживате во сонцето или да пловите со некој од локалните кајчиња и да го гледате градот од поразлична перспектива. Градот има премногу зелени површини, па може слободно да изнајмите велосипед и да се возите или пак да се шетате низ паркот Тиергартен, кој се наоѓа помеѓу зоолошката градина и Брандербушката капија. Во самиот парк има многу патеки, скриени места и езера. Во Берлин храната е одлична, на секој ќош може да најдете по нешто за сечив вкус. Пробајте колба со кари и сос од домати, но немојте да пропуштите и виетнамска, тајландска, индиска или јапонска храна. Овде живеат голем број на емигранти, така да вкусот на храната е скоро автентичен како и во нивните земји. Ноќниот живот во Берлин може да трае бесконечно, бидејќи некои забави не престануваат цели 48 часа. Едни од најдобрите клубови се Трезор и Бергиен, каде што познати диџеи пуштаат музика. Сепак Берлин не можете да го почувствувате целосно само од фотографии, видеа или приказни. Туку мора да го посетите и да ја почувствувате неговата енергија. Во продолжение ќе ви откриеме зошто бројните облакодери во Хонг Конг имаат дупки. Верували или не, одговорот го има древната кинеска филозофија Фенг Шуи. Одговорот во детали го има во прилогот кој што следува.
Бројни облакодери во Хонг Конг имаат дупки кои на прв поглед се спротивставуваат на здравиот разум. Зошто некој би ја ослабел структурата на самата зграда со поставување на големи дупки во средина? Станува збор за древна кинеска филозофија фенг шуи, која е одговорна токму за таквите дупки наречени змејска врата. Кинеската митологија вели дека секој ден змејовите се движеле од планините кон морето за да се напијат вода, а големите згради им го попречувале патот. Во Кина, змејовите се сметаат за суштества кои носат среќа, а фактот дека им се попречува патот кон водата носи несреќа. Токму поради тоа архитектите поставуваат големи дупки во зградите, кои се во склад со филозофијата на фенг шуи. Урбаните легенди велат дека во седиштето на банката HSBC, кое е било изградено во 80-тите, дури ни лифтовите не се движеле правилно поради суеверието дека злите духови се движат само во рамна линија. Од друга страна, кулата на кинеската банка е преполна со рамни линии, а поради тоа многумина сметаат дека наликува на штрафцигер кој го извлекува богатството од Хонг Конг. Поради лошиот фенг шуи на зградата, таа се смета дека носи лоша среќа, па затоа е празна во поголемиот дел од годината. Се вели дека кулата со своите многу остри рабови пренесува негативна енергија и врз бизнисите околу неа. Вертикалните градини ќе го спасуваат Мексико од загадувањето на воздухот. Урбаната екологија или зелениот пат е новиот проект кој локално во градската џунгла ќе делува за што помалку загаден воздух. Освен што овие урбани вертикални градини ќе имаат еколошко дејство и со така тие придонеле градот да добие сосема поинаков изглед. Сивилото е заменето со зелена боја. Можеби вакво нешто му треба на нашата Скопје. Мексико Сити ја носи урбаната екологија на сосема ново ниво со својата иницијатива наречена Виа Верде или Зелениот пат. Проектот се состои од трансформирање на стотици носечки столбови на мостови над возници во вертикални градини, со цел да се намали загадувањето и истовремено да се подобри изгледот на градот. Проектот има за цел да го покрие градот со дополнителни 40.000 метри зеленило, со цел да се подобри квалитетот на воздухот и животот во целосно овој 20 милионски град. Фернандо Ортис Монастерио е директор на проектот. Тој вели дека жителите на Мексико Сити живеат во еден навистина сив град. Сив затоа што се навикнале на тоа како изгледа урбаниот пејсаж и уште првата минута помината во некој парк или на друго зелено место се забележува промена на расположението. Градините всушност се метални рамки врз кои се става платно за да се заштити бетонот. Тоа е посебно платно кое е така искаено за корените на растенијата лесно да поминуваат низ него. Секој столб има индивидуален автоматски систем за наводнување кој ја користи и дождовната вода, вели Фернандо Ортис. Вертикалните градини ги изработува компанијата Верт Емикс. И тие се вистински скулптури од зеленило. Највпечатливата од нив се наоѓа на авенијата Чалпултепек на крстосница, каде што вообичаено има најмногу автобуси, автомобили и такси. Бидејќи има навистина голем метеж во сообраќајот во Мексико Сити и тоа го вознемирува зелениот свет, растенијата кои се избрани за оваа намена се навистина издржливи и ќе опстанат барем во текот на една година, колку што се планира да трае една скулптура. Продолжуваме натаму со отворената утринска програма на телевизија Нова наречена Информација, точна и навремена. Информацијата која што треба да ја знаете, ако не следевте од почетокот на ова утринско дружење, тогаш дознавте дека Мартинките стана светско културно наследство, светско признание за Република Македонија. Имавме од 3 до 10 декември 2017 на островот Чеџу, Јужна Кореја, се случи тоа што се случи, а во продолжение овде со нас најзаслужен веројатно за тоа е Центарот за научно истражување и промоција на културата ХАЕМУС, токму директорот од таму ни доаѓа, господјата Василка Димитровска. Добро утро, добро ни дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро утро на вас и на сите гледачи на ТВ Нова. Јас првпат гостувам во оваа телевизија, не давам првпат интервју, Така. ама првпат гостувам во ова студија и навистина е многу пријатно. Пријатно, ви благодарам. Да. Имавте, како беше по пат да ни кажете сега, имавте
Па доста гужва. Доста гужва, После така. бајлечки, понеделнички нормално е. Секогаш е околу 8 часот гужва низ градот, да, особено во овој поток, да. Одиме со ред. Културните обичаи поврзани со прославувањето на 1 март Мартинки станаа дел од светското нематеријално културно наследство и се впишавале во репрезентативната листа на УНЕСКО. Ова светско признание Република Македонија заедно со Република Бугарија, Република Романија и Република Молдавија го доби на 12-тиот состанок на меѓувладиниот комитет на УНЕСКО. Ајде малку повеќе за тоа, иако не е 1 март, нели далеку сме од 1 март, но токму овој период, односно од 3 до 10 декември се случи тоа што се случи и да ни кажете што се претходеше за да станеме дел, односно Мартинките да станат дел од светското културно наследство. Така, добро. Не знам дали можеби сум јас најповикана да зборувам за Мартинките. Јас сум секако едно од најисторијаните медиумски лица, бидејќи со години правиме традиционални настани повод 1 март и денот на Баба Марта, бидејќи целен ред на луѓе се вклучени во оваа апликација. Прво, како што напоменавте, таа е мултинационална, 4 држави ја имаат поднесено. Ние некаде се вклучивме уште на самиот почеток во 2013 година. Во 2014 година бевме замолени да дадеме едно писмо за поддршка и дека на некој начин ќе се обврземе да ја почитуваме таа традиција на дарување на Мартинките или во изворен облик или во облици кои што нели се дел од нашето совремие. И потоа започна процедурата која што е повеќе документациска и правна и се води на ниво на највисоките органи од државата. Јас многу жалам што денеска не се со мене поради различни работни обврски двете господи кои што се најзаслужни всушност за сите наши нематеријални добра кои што се ставени на репрезентативните листи на УНЕСКО. Едната мислам дека едно е на ургентна листа на нематеријално наследство на УНЕСКО. Тоа се господјата Ивона Опечевска Татарчевска од Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија, тој орган кој функционира во рамките на Министерството за култура, и господјата Велика Стојкова Серафимовска од Институтот за фолклор. Мислам дека се тоа двете личности кои што најмногу сработеа, на чиј грб падна најголемата тежина. Ние како Хаемус сме Центар за научни истражувања и промоција на културата. Ние менаџираме со севкупното културно наследство од територијата на Република Македонија, значи од археолошки истражувања, потоа публикации, менеджмент, промоција, презентација, вклучително и појавување во медиуми. Па мислам дека и најчесто луѓето нас не знаат и не идентификуваат со Мартинките, веќе доста често нели сме се говореле за нив. Да. Скоро секоја година кога го имаме настанот се појавувам сигурно барем на 6 или на 7 медиуми, локални или национални телевизии и разни други медиуми. Така да тоа е нормална работа кога човек се бави со менеджмент на културното наследство. Покрај овие две господи, нормално тука се и двете господи кои што едната беше значи главна на Националната комисија на УНЕСКО на Република Македонија, потоа беше заменета од друга и ред други личности кои што беа вклучени во целиот овој процес од инвентаризација, допишување на апликацијата, вмрежување, поднесување. Мислам дека ова нешто со кое што треба Република Македонија навистина да се горде. Јас постојано истакнувам дека јас не сум етнолог, иако ова е дел од нашата етнографија. Јас сум археолог, меѓутоа менаџирам со Центар за културно наследство и ние работиме се и материјално и нематеријално културно наследство. Ние како Хаемус си ја видовме шансата на некој начин да се поврземе со дел од нашето наследство, бидејќи најголем дел од членовите се идентификуваме со овој обичај кој што се практикува во нашите фамилии уште од мали, додека сме биле. И едноставно ја прифативме можноста и ги разгледавме сите опции на кој начин ќе може да се одвива целата оваа промоција околу Мартинките. Сега јас искрено навистина би сакала можеби малку и државата да се вклучи, не само граѓанскиот сектор или она што го нарекува УНЕСКО communities.
бидејќи веќе е обврска на сите нас да го негуваме ова културно наследство. Така е. Кажете ми сега, нели, да разберат гледачите најдобро. Тоа дека ние треба да поднесеме апликација, па потоа тоа сето да се сработи. Така. Кажавте само четворица, тројца или четворица луѓе кои што нели се заслужни. Секако е тоа тим кој што создава. Дека тоа не е нималку мала работа, нели? Како оди процедурата всушност во тоа апликација, па потоа што треба како одбрана некаква, нели, на некаков научен труд, да речеме, да им биде појасно на гледачите, така некако да работи. Постои една процедура која што јас ќе се обидам да ја објаснам, да, иако нели сосема други луѓе се бават со таа работа. Ние се бавиме со презентација и со промоција. До никаде. Но да, ги знам отприлика како стојат работите и во материјалното и во нематеријалното културно наследство. Прво мора да постои самото наследство како живо. Тоа значи дека мора да се практикува од самите луѓе и да не е иницирано или спонзорирано од државата и тоа да се одржува по вештачки пат. Потоа мора да постојат голем број на научни трудови. Да се изработува елаборат. Во овој случај мислам дека елаборатот го има изработено, не сум сигурна, Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Потоа се поднесува барање до Управата за заштита на културно наследство. За да тоа добро се стави на националната листа на културно наследство на Република Македонија, бидејќи има повеќе типови на заштити. Потоа мора да биде заштитено, а тоа го гласа парламентот на Република Македонија. Значи има нешта што има мора цела да се... една правна процедура која што стои позади целата оваа наша работа. Па потоа за да се поднесе апликација во УНЕСКО треба силно умрежување, па дури и лични контакти на луѓето кои што тоа го работат. Значи ова го зборувам само во рамките на една држава, а во овој случај се 4 држави. Значи можете да замислите каков целен ланец на организирање и менаџмент во однос на овие правни служби е потребен, за да на крајот кога апликацијата е веќе договорена и поднесена, се подпишува од секој министер на културата во една држава и потоа оди на гласање во УНЕСКО. Е сега, оној момент кој што е многу важен и поради кој што сум јас овдека, тоа е моментот дека УНЕСКО навистина ги сака граѓанските организации и не постои апликација од областа на нематеријалното културно наследство во која што не е влезена најмалку една граѓанска организација. Тие сметат дека граѓанските организации се оние кои што се доближуваат до граѓаните и дека за да една апликација биде успешна, државата треба да покаже дека соработува со граѓанскиот сектор, тоест воопшто со граѓаните и со популацијата, за да се затвори тој еден круг на повеќе степени, каде што УНЕСКО вели дека во ред вие покажувате на повеќе нивоа во вашата држава дека го негувате едно културно наследство, ја задржувате традицијата во изворна или во малку изменета форма и тоа е она кое што ние го нарекуваме живо наследство. Така, да. Колку од досега имаме нешта што како културно богатство ги имаме во Македонија и со кои што сме се избориле само во наводници да станат на таа карта на УНЕСКО, да добијат свое место тамо каде што треба? Од материјалното културно наследство тоа е целиот Охридски регион. 1979 година мислам дека Охридското езеро ставено под заштита на УНЕСКО. 1980 година е ставен целиот регион кој што е околу Охридското езеро. Мислам дека постои една многу погрешна интерпретација во македонскиот медиумски, па дури би рекла и научен простор, дека само Охрид е град на УНЕСКО. Не е точно 3 општини. Општината на Охрид, општината на Струга, општината на Дебрца се ставени под заштита. Точно, и Струга е. Да. Значи се што е од Пештерните цркви во Калиште па до другиот дел на Охрид, до Свети Наум и една огромна тампон зона која што оди неколку километри пред Вевчани. Значи сето тоа културно наследство е ставено на репрезентативната листа на УНЕСКО на материјално културно наследство на човештвото. Така. Значи, за материјално имаме за сега само едно и уште неколку кои што чекаат на листа. Што чека на листа, може да кажеме? Па еве на пример имавме случајот со Кокинов кој што беше предложен, но апликацијата беше вратена на доработка. Значи тука има
конкретни работи кои што треба да се Да, има многу работи кои што треба да се направат. стават во тоа. А од во таа друга апликација. страна, јас само можам да честитам на колегите кои што се бават од областа на нематеријалното културно наследство, бидејќи од 2013-та, 14-та па до 17-та година, значи за 4 години се ставени 5 нематеријални културни браво, добра. тоа се супер. Тоа секоја година по нешто, така е. Па отприлика така, испака само што оваа година беа 2. Значи колку што јас имам спомен на листата на нематеријално културно наследство, прво се стави обичајот 4 се од Штип, па потоа на ургентната листа за заштита се стави Гласоечко, тригласовно пеење од Тетовско. Потоа дојде Копачката, едно автентично оро од село Драмче, пијанечко. И оваа година од 2 апликации колку што ги имавме, мултинационални, исто така беа изгласани Мартинките, а потоа еден ден подосна и Хидрлези. Тоа е мултинационална апликација помеѓу Македонија и помеѓу Турција за практикување на обичајот на Ѓурѓовден кај малцинствата турското и ромското во Македонија и во Турција. Супер. Ова не сме го знаеле, супер податок, да. Да. И сега во ова време кога нели сите се со став дека навистина треба да го зачуваме својот собствен идентитет, а како поинаку, освен со она што ни е нели наследство и да докажеме пред светот што треба тоа на репрезентативната карта да стои. Ние како институт, вие како невладин сектор со нели со чија што помош ќе оди по тоа се тоа аплицирање и така натаму. Имаме ли Ајде имаме слух вие секако, но има слух ли државата? Ја споменавте вие. Каков е тој однос? Колку треба таа да помогне, таа да има отворен ум за тоа што ни се случува и што треба да направиме за да не ни се случува? Па мислам дека материјалното наследство е повеќе show and story. Јас сум археолог и тоа најдобро го знам. Знаете. Така, по себе. Меѓутоа, нематеријалното наследство не е толку експлозивно, ама сепак одразува голем дел од нашиот идентитет и ако државата треба да вложи во нешто кое што треба да се промовира, сметам дека тоа е нематеријалното културно наследство и мислам дека колегите кои работат нели во целиот овој сектор на културата, да, тоа многу добро го знаат. Секако дека државата мора да има слух, бидејќи се потекнува од нели од врвот на државата. Се надевам дека ова некоја нова гарнитура која што е сега дојдена, бидејќи нели се смени власта во Македонија, а дојдоа некои нови луѓе, дојдоа некои нови струи и така натаму, дека ќе има поголем слух за материјалното и за нематеријалното културно наследство, но не само да се дадат финансии, кои и многу често се дават, во однос на ископувања, истражувања, меѓутоа публикацијата, промоцијата и презентацијата во јавноста, во домашната и во меѓународната е исто така од исклучителна важност. Соработката со граѓанските организации, оние кои се носители на активностите на граѓаните треба да биде што е можно поизразен. Аз гледам дека сега тоа е некој голем тренд кој што се случува во светот, не само со УНЕСКО, со ИКОМОС, со Европскиот парламент, тие упорно ги форсираат граѓанските организации и соработката на државните органи за да се покаже тоа помеѓу институционално ниво и вмреженост на повеќе нивоа. Така е, да. Кога сме кај Мартинките, прочитав дека имали магиска моќ, вели носат среќа. Вистина ли е дека носат среќа? Дали тоа сте го искусили самите? Да. Јас вдека донесов еден промотивен материјал, тоа ни од некои претходни години, кога ние сме организирале настани и точно на флаерот пишува среќна баба Марта. Да. Среќна баба Марта, Ева. Сметам дека Мартинките се еден многу топол, многу пријатен обичај кој што се случуваат на почетокот од аграрната година. На 1 март, во некои делови од Македонија се слават и на 14 март, по старо, или така наречен летник. Луѓето ги подаруваат, посакувајќи радост, среќа, здравје, љубов, берикет. А потоа, оној на кој што му е подарена Мартинката, според обичајот, кога ќе догледа расцветано дрво или птици, како што се ластовичка или штрк,
мартинката ја се качува на природата и повторно си посакува желба, со што се затвара еден круг. циклус, еден круг во природата. Мене многу ми беше интересно во последните 2-3 години, одејќи така на терен из Македонија, ја разбрав дека дури и албанците, особено во Струшкиот дел, исто така ги слават и ги практикуваат мартинките. И мислам дека тој дел е дури влезен и во македонскиот дел од апликацијата. Значи, наведено е дека и тие, исто така, некои од нив го слават овој обичај. Меѓутоа, ние секоја година и следната исто така, во 2018 година, веќе ќе биде 6-та поред, правиме големи традиционални настани за денот на Баба Марта. Обично ги правиме на некои фреквентни места, како што се молови, Сити мол, Рамстормор. Ќе видиме како ќе биде ова година. Меѓутоа, нас отприлика на секој настан ни праќаат некаде околу 10.000 луѓе, што е навистина една завидна бројка со која треба целиот тим на Хајмус да се справи во рок од една недела. Да, и јас до сега не сум сретнала човек кој што не зборува со многу голема љубов и топлина и не се сеќава на детството. Кога се спомнуваат мартинките, и ми е драго што овој обичај е жив. Ќе сретнам луѓе кои доста често велат, вие го вративте во живот обичајот. Ние не сме го вратили, ние само малку го историвме во медиумите, го популаризиравме. Обичајот си се практикува на територијата на цела Македонија веќе со столетија. Она што ми е особено драго е дека минатата година, бидејќи во рамките на овој настан ние секој пат имаме изложба со едукативни панели, ја правевме во соработка со Музеот на Крива Паланка и ја однесовме исто така во Крива Паланка. И имавме неколку стотини посетители на самото отварање и коментари од некои од луѓето дека тоа е обичај кој што повеќе од 5 или 6 децении не се практикува во Крива Паланка и сега наедно се враќа на голема врата. Да, што е супер, да. Во повеќето краишта на Македонија вели овие амајли се нарекуваат мартинки или марти, а во мијачијата се познати како моњаци, млњаци или мањаци. Да. Дали знаеме зошто црвена и бела боја? Објаснувањето, е многу едноставно, значи тоа се машкиот и женскиот принцип, принципот на небото, на земјата, значи принципот на здравието, тие се испреплетуваат како во нашиот живот, така и кај мартинките, и затоа и најобичните, наједноставните мартинки всушност се црвен и бел конец кој што се испреплетен. Тоа го правиле нашите мајки, нашите баби, нивните мајки, баби и така натаму, тоа го правиме и денеска. Добро, денеска ние на располагање имаме огромен број на аксесуари, мораме да ги прилагодиме кон новите текови на модата. Еве јас на себе носам еден гердан. Така е, нешто што подсетува, така има во себе мартинка, така асоцирана. Така, да. И тие се нарекуваат со различни имиња. Исто така постои еден обичај да во различни краеви на Македонија, освен црвената и белата боја, се стават например зелена или модра боја. Секој пат зависи од оној кој што го практикува обичајот, начинот на кој што го наследил, како го предава понатаму и слично. Така е, да. Кога имаме во студија археолог, морам да прашам, кога учевте и сега, нели, од оваа перспектива во Хајмус со години, какво е чувството? Дали Македонија каска или сме на вистинскиот пат во одбрана на сето она што треба да му го кажеме на светот, а што постои во Македонија? Факт е дека ние имаме огромно културно наследство, и материјално и нематеријално. Ние се гордееме со тоа, меѓутоа светот факт е дека многу малку знае од ова наследство. Во изминатите периоди има огромен број на публикации. Јас мислам дека редно е сето тоа да почне да се пакува, да се препакува и да се нуди како во научно-популарен облик, така и за туристите, и да биде основа за еден културен туризам, бидејќи навистина имаме што да му покажеме на светот. Доаѓаат огромен број на туристи да ја посетат Република Македонија и би било штета ако не со овој обичај кој што е краткотраен, и се случува еднашка во годината, само на 1 март, ние имаме и други обичаи и делови од традицијата кои што се случуваат во подолг период. Сега, кога се однесува до нашето наследство, повторно ќе кажам дека ако нешто е
ајде зборовите како уникатно и оригинално се многу силни, Да, ама да. поразлично од Поразлично, материјалното, добро. да, тоа е нематеријалното културно наследство. Веќе кога се однесува до материјалното културно наследство, ние ги имаме истите периоди кои што ги имаат Да. и сите држави кои што се наоѓаат околу нас. Горе-доле варијанти на тема, Тоа е тоа. локалитетите Да. се исти, спомениците се слични. Нели, секогаш има некои хајлајти Да. со кои што секој Си е регион, засебно, град, да. држава се гордее. Да. Меѓутоа, нематеријалното наследство е она кое што го отсликува идентитетот. Јас стално велам, мојот брат е иначе Аха. етнолог, јас стално велам дека фолклорот е вгнезден во генетскиот код на македонците. македонскиот народ и едноставно тоа е нешто со кое што сите ние живееме, сме се соживеале, го практикуваме дури и без да бидеме свесни и едноставно тоа треба, како што веќе на почетокот, нели, од ова прашање реков, сето тоа убаво и популарно да се спакува и постојано да се промовира. Да. И јас сум секој пат благодарна кога некој од медиумите ќе ме покани Ќе посака да да гостувам, дојдете, да ни кажат. никој пат не одбива медиум, независно во кој формат се работи, бидејќи сметам дека секоја држава, Така. секој пат и секаде и на секој тип медиум треба да си го промовира своето културно наследство, вклучувајќи ги и граѓаните на една држава, бидејќи тоа е обврска на сите нас според закон. Така е, Да го чуваме, да го штитиме, да го промовираме и да го презентираме своето собствено културно наследство. Така е. Што значи ова за Македонија, што Мартинките стана светско културно наследство? Па ставаме уште една точка Добре. видлива на мапата на светот и кога УНЕСКО прогласува еден тип на културно наследство, тоа не значи дека веднаш ќе даде финансии, меѓутоа со самото тоа дава кредибилитет, Добро. дава огромна видливост, или тоа во светот се нарекува визибилитет, и едноставно го издигнува на највисоко ниво културното наследство во една држава. Знаете, јас станувам по себе. Ние фамилиарно доста патуваме и секој пат кога одиме негде, прво нешто што правиме е гледаме дали во тоа место, во тој регион во кој што се наоѓаме, има некакво наследство на ЮНЕСКО, бидејќи тоа самото по себе е препорака Така е. дека треба да биде се посети. посетено, видено, доживеано. Да, значи тоа е доволен податок што имаме тука. Така и зашто сме се изборила вие заедно со Институтот за Така. фолклор, заедно со уште некои Цела една редица цела една на редица. институции во државата. Така е. Споменавте ургентно, па сакам тоа да ни го објасните. Да. Што значи ова ургентно, заштита ургентна и така натаму? Така, повторно ќе Што е нагласам, разликата? да, јас не сум најповикана, бидејќи нели има колеги кои што на тоа има субспецијалност. Меѓутоа, колку што сум запознаена, ургентно е она наследство кое што е веќе во исчезнување Во и се исчезнување. става на листата на УНЕСКО за да се даде Заштити до знаење посебно. на светот дека истото тоа треба да биде заштитено и треба да се најдат механизми како тоа треба да се стори. Така значи, да. Добро, за следната година има институтот нешто ново што ќе му покаже на светот во однос на картата, дали е запознаен Хајмус нешто, па вие да треба да истуркате работата во однос на аплицирање, во однос на сето она што ќе се случува? За некои тековни апликации не би можела да зборувам. Мислам дека сепак за тоа треба да зборуваат Институтот Тие, за фолклор, Управата за заштита на културното наследство, Националната комисија на УНЕСКО, Министерството за култура. Значи, ние сме тука да дадеме поддршка доколку е потребна за да се реализира некоја активност која што има директен допир со граѓаните. Јас можам да зборувам нели за активностите на Хајмус, меѓутоа за активностите на другите институции сепак мислам дека најповикани се колегите кои што работат таму. Така, кога сме кај Хајмус, која е следната ваша активност? Ние ќе имаме две големи активности, тоест ќе имаме повеќе големи активности следната година, кои што ни се сврзани околу два бренда. Едниот бренд ни е Мартинките, секако ќе правиме традиционален настан. Ќе видиме на кој начин оваа година тоа ќе го организираме, дали ќе биде на едно место или ќе го десиминираме малку низ Скопје и во другите делови од државата. Втората работа е дека завршивме еден многу голем проект кој што беше нарачен од општина Центар, кој што повторно е во врска со нематеријалното културно наследство, но овој пат на Дебармало и кој што е основа за еден нов тип на културен туризам кој што тие сакаат да го промовираат. Потоа имаме уште еден бренд во Хајмус, тоа е Скопини Романи,
Тоа е бренд кој што е фокусиран на презентацијата и промоцијата на античкото римско наследство кое што го имаме во изобилие. Секако планираме да направиме неколку настани и веројатно ќе одиме на неколку фестивали европски, како што тоа го направивме и оваа година на покана од колегите од други држави. Планирани се и неколку публикации. Ние сега правиме еден скен моментално на социјалните мрежи. Луѓето гласаат на анкетите кои што ги поставивме. Гледам дека освен историската реконструкција која што правиме со скупини романи, гледам дека доста чисто сакаат археолошки тури. Ќе се обидеме да направиме можеби нешто и на таа тема. Во секој случај имаме неколку тековни активности и неколку европски проекти кои што треба да ги одработиме и ни се веќе закажани. Некои апликации се во тек, доколку и тие не бидат одобрени, ќе треба исто така да ги работиме и со сите останати други тековни работи кои што ги имаме, навистина ќе имаме една многу богата и плодна година. Така. Затоа како кога го зборувате ова, само се сеќавам на една Дракула тура и како добро романците успеваат да ја продадат таа нивна приказна за Дракула. Значи, влегувате таму и се веќе во знакот на тоа, од нешто што може да ги купите, од не знам што, од замокот на Дракула, од се нешто е врзано со тоа предание, вистина што ли е, нели само тие знаат, но добро е продадено. Кога зборуваме за место или локација, кога доаѓате некаде, нели, и кога има туристички водичи, тој ве носи. Да. И вие сега велите, еве тука има, нели, репрезентативна ознака дека тоа е по заштита на УНЕСКО. Да. Тогаш треба ли заедно со туристичкиот водич можеби да влезе и етнолог, археолог, кој што можеби подобро ќе ги објасни работите. Така, не знам колку туристичкиот водич е запознат или знае за сето она што треба да го кажа. Нели, нека не се налутат водичите, но не може се да знаат. Добро, јас ќе зборувам и во нивно име, бидејќи јас веќе 18 години имам лиценца за туристички водичи. Добро, тогаш знаете како изгледа тоа. Тоа активно го правам. И од секој пат сум се метала дека кога некој ќе се одлучи да се бави со професијата на туристички водич и со културниот туризам во Република Македонија, треба одлично да го познава културното наследство на една држава. Во најмала рака треба да познава неколку области, а тоа се археологијата, историјата на уметност, архитектурата, етнологијата, етнографијата, делумно географијата и така натаму, за да може да го представи добро културното наследство. Не е секој пат нужно од експерти да бидат присутни, би било убаво доколку се присутни. Меѓутоа, нивната експертиза е повеќе научна и тие се бават со една многу повисока функција во една држава. Меѓутоа, нужно е туристичкиот водич да има огромни познавања од она кое што го презентира, инаку испаѓате многу смешни пред туристите. Имате секакви видови на туристи, имате и такви кои Еве како вас, така, ако отидете некаде сте археолог, така, тогаш знаете што сакате и да чуете, што сакате да знаете. Меѓутоа, овдека доаѓаат огромен број на туристи во Македонија кои што или немаат некакви презнања, или имаат средни презнања, но има и такви кои што доаѓаат со огромен број на информации и едноставно секој туристички водич треба да биде на ниво и со своето знаење, и со своето однесување, и со својата презентација. Така. Но најсетне, бидејќи веќе го споменавте ова, многу е важно да целиот тој сектор на културен туризам соработува со експертите, бидејќи само на тој начин може да се има успех. Така е, да. Ви благодарам за ова гостување. Мислам дека дознавме многу нешто околу тоа како изгледа или колку време ни треба или на луѓето кои што се научници, нели, па да го сработат она и да не израдуваат мартинките, стана светско културно наследство. Драги мои, да бидеме среќни и задоволни. Некој ден имаме до истекот на 2018-та, им успело две нешта или два обичаи да влезат во оваа карта на УНЕСКО. Ќе видиме што ќе се случува во однос на Институтот за фолклор Марко Ципенков и колку тој ќе сработи следната година. Секако УНЕСКО е тука да не подржи и да ни даде придобивки вакви кои што ги имаме мноштво овде во Македонија.
Нашиот Игор Киров е веќе во студиото, со него ќе помоабитиме малку за она што вчера вечер ни се случуваше во Скопје, во нашата Скопје, именно премиера на мюзиклот Мама Мија. Значи, по пријателите на телевизија Нова, дел инсерти од мюзиклот Мама Мија, а потоа и разговорот со нашиот Игор Киров. Останете на оваа фреквенција. Јас верувам и можам се. Верувам во чуда и во бајт. Со среќа. Имам една тајна и можам да ви ја кажам само на вас две. Трудна си! Не. Го поканим татко ми на свадба. Татко ти? Пета. Го пишувала годината кога запритела со мене. Да, знаете, оно како секогаш ви дека не сака да зборува за минатото. Демек, не се сеќала. Епа, слушајте. 17 жил. Каква ноќ. После настапот, Серм ме одведе на островот. Игравме на плажата. Се бакнувавме. Хани, хани, баце, пала, хани, хани. Ке ме умре, не се шала. Ете, така беше вчера вечер на премиерата на мюзиклот, долго најавуваниот мюзикл на Наташа Поплавска Мама Мија. Игор Киров, нашиот денешен гостин, бил во публика, па еве од неговот прва добар ден. И благодарам Добар ден, добро утро. за тоа што одвои време и во утрински термин ни дојде како гостин во отворената утринска програма. Не сме за Мама Мија, за многу други нешта сме, но еве да искористиме што си тука. Добро утро и поздрав до сите гледачи на телевизија Нова. Беше едно прекрасно задоволство да се биде во публика синоќа, навистина уживав од самиот почеток до самиот крај. Еве ја користам прилика да и честитам на сите оние кои што учесници на сцена и позади сцена. Голем број од нив се познаваме лично, убаво беше да гледам моите колеги како се даваат во својата работа. Добра кореографија, добра режија, млади таленти, како што например бев изненаден од Нина и од Никол, кои што играа дел од главните улоги внатре, така да јас едноставно би со голема радост би ги поканал сите тие кои што сакаат, имаат можност, нека повелат, нема да зажал, затоа што е навистина добро да се види еден таков мюзикл кај нас во Македонија, не македонски, и нека повелат, нека дојдат и сигурно ќе ужива. Да. Ќе го искористам она што вие го велите, дали сакате да ни го кажете на сите нам со 5 до 12, вашата представа која што одлично поминува, дека ние некако на Балканот овде сите работи ги оставаме за 5 до 12. Дали така беше и вчера вечер во однос на публика, во однос на тоа какви бевме? Беа ли регуларно сите добри и добра публика, да речеме? Музиката на Аба е нешто што сите ја знаеме, сите сме сакаме, така да за мене беше, мислиме, како што реков, значи една представа која што мислам дека ќе живее долго на Имаше ли мобилни телефони? Бивме ли такви балканци или исклучивме дека во 5 до 12 не треба да исклучиме или треба да исклучиме мобилни? Мислам дека тоа никош нема, тоа е нашиот синдром, балкански синдром кој никош нема да го искорениме, дека слушаш мобилен во публика, луѓе не зборуваат, коментираат. Добро, сега мислам добро, не е добро, него не е добро, него тука не можеме ништо, едноставно тоа доаѓа од како се доцира младата публика, на кој начин таа публика знае се. Дали сме таму за да гледаме представа, или сме таму да се чекираме и да се сликаме за Facebook. Тоа се неки ствари кои што на Балканот се малку не знаеме зошто идеме на представа. Да, идам на представа за да уживам во тоа, значи нема потреба да се сликам, да се чекирам, да ме видат сум таму, значи некој има луѓе, мислам не се конкретно синоќа, но генерално идат да бидат видени отколку
да разберат зошто воопшто идеа таму. Така. Но тоа е тоа што рековме, тоа е нашиот Балкан и да сме ние сите живи и здрави. Мислам дека на некој начин можеби тоа е и шармот на таа наша публика тука која што иде. Но се надевам и верувам дека сето тоа идемо и се прави прогрес. Се прави прогрес, еве јас доаѓам. Не се сите, така. Не, нормално дека не се сите. Доволно не еден да му зазвони Така е, телефонот да, и и тука доволно веќе е, паѓа да, целата да, концентрација. така. Но како и да е, мислам дека е пак ќе се вратам нас дека представата е добра, дека е добро сработена, дека верувам како што реков дека представата ќе има долг век на живење и дека публиката ќе ја сака како што беше со Чикаго, кој што беше тај прв македонски мюзикл кој што беше направен на македонски јазик. Така, да. Кога сме кај вашето директорување во Сплит, како стоја таму работите во однос на тоа каква публика имате? Па да бидам искрен, ова ми е втора сезона и сум статистички сум доста задоволен затоа што успеав како год да е да ја вратиме таа млада публика надвор внатре во театрот, една публика која што обично очекуваш таа млада публика да доаѓа нешто што го знаат или да не знам, втора сезона, првата сезона, можеби сплитската публика сакаше да опипа да види како Киров ќе го постави сплитскиот балет, на кој начин тој балет ќе профункционира и можеби сите тие наши патувања, гостувања, добри критики, продадени представи, а веќе во втората сезона се види затоа што продадовме 20 представи за 2 месеци. Значи имавме 8 Дервиши смрт, 2 Иствест и 10 Ориво Кршички, така да мене беше драго кога не преведен Дервиши смрт, кој што ние знаеме по старите генерации сме читале, повеќе во Хрватска нема. Но таа млада публика знае дека се едуцира и знае дека таа представа не е долга, дека е добро поминал, знаеш, критиките си го направија своето и видео трилерите кои што јас ги правам за најава на тие представи си го прават своето за да луѓето сватат и видат дека можеби интересно нешто да се види. Така да ми е драго дека сплитската публика, младата сплитска публика се враќа и е вратена во театрот и нели наравно за постарата публика кој го сака класичниот балет, ние на репертоарија и класика и модерна. Да. Така да, значи, и нудиме на публиката и класика и модерна. Во еден јануар имаме 2 Орево Кршечки, 3 Селфиди, 2 Дервиша и 1 Ист-Вест. Тоа се 4 различни стилови на игра во театар, кој што луѓето имаат можност да видат разлики измеѓу едно и друго. И тоа не сум само јас као нормално као директор, него затоа секојаш давам и можност и на кога ќе се прават класики, носам гости кореографи. И кога се работи за модерно, да публиката не е задоволна, мислам, публиката не е заситена само со мојот стил на работа и со тоа што еден Киров го дава на сплитската публика. Да. Кога ви ја понудија можноста да бидете директор на балетот на ХНК Сплит, размислувавте и некако после сега, па ќе се вратам на крајов сега, нели, после оваа втора година велите директорување, се чувствувате свој на своето таму или се чувствувате странец во Хрватска? Не. Нормално јас морам да го зборувам нивниот хрватски. Како ние немаме падежи, а таму ги има еден куп падежи, тука некогаш знам да се осетам као се надам дека ќе ги научи. Не, нормално водам една национална институција и тука мора да се респектира нивниот јазик во таа смисла. Инаку мислам дека со моето доаѓање таму се направи еден добар избор да сплитскиот балет се подигне на друго ниво, на едно ниво кој што е повише европско ориентирано. За една година ни успеавме да направиме 7 турнеи, да имаме 6 гала гостување, да одиграме 50 представи, кои што по закон следуваат само 35 представи и една премиера годишно. Ние направивме 3 премиери годишно со 50 представи, што е 15 представи повеќе. Значи тоа во нашата каса влегува многу повеќе пари отколку предвидено. Така да јас мислам дека од сето оно што го направив и што го правам и што ми е во план да го направам до крајот на сезонова, дека сплитскиот балет ќе се подигне на уште едно поголемо ниво и дека со сите тие визии што јас ги имам пред мене, дека ќе постигнеме еден резултат за кој што не само играчите, него и публиката ќе бидат задоволни, а јас се трудам со секој месец на моите играчи да ја донесам нов педагог, нов предизвик, публика да види нешто ново, да има разновиден репертоар,
гостувања, патувања, промоција. Едноставно е, мислам дека претходно ХНК Сплит балетот немаше Инстаграм, немаше Фейсбук, немаше YouTube, немаше интернационално Па немаше да се сликаш и да постираш, така да, едноставно е добро да исто да ги држиш играчите up to date со оно што се дешава на запад и публиката да знае дека тоа што Сплитскиот балет го прави на еден најдобар, најпрофесионален начин и дека самите критики си зборат сами по себе. Да. Каков е кадарот? Со што се соочивте? Има ли таму луѓе кои што, нели, како и секаде на овој Балкан, никаде, нели, како велато на нашата клати врата земај плата, нели, се застарени и нели ќе треба да дојдете само на први па да си го подигнете, да си подигнете плата? Значи, сите тие, ја би рекол од Вардара па до Триглава, државни институции, го држат тој социјалистички систем. И тоа е факт. И кај нас, и во Србија, и во Хрватска, и во Словенија, а од нас, од новите директори, се очекува нешто ново. Да работиме капиталистички. Тие две ствари заедно не идат. Значи, првенствено што мора да се направи закон за пензија, закон за реконструкција на оние, дали си квалитетен во тоа што го правиш, да се скрати тој бенефициран стаж, да се скратат доживотните договори, затоа што на тај начин во културата никогаш никој нема да успее. Тоа е факт, јас можам со двете раце да потпишам. Јас почнав на 18 години да играм, сега сум 42 скоро, направив кариера. Зашто? Затоа што јас морав секоја година да докажам дека вредам, да се зачувам својата работа или евентуално доколку сакам да променам, што го заслужувате или најдам нова потоа. работа. Така да доколку од самиот старт кога луѓето ќе добијат доживотни договори, а знаеме како ние на Балканот функционираме, Тоа што све е лесно. Нормално и во таа сфера има луѓе кои што се сакаат својата работа, кои што доаѓаат. Да не зборуваме за сите, така не генерализираме. Без зборам генерално, значи, можеби се некои од моите колеги речат ле. Тоа е од Европска унија ние не наложено на нас да ние до 2018 мораме да го смениме законот за театар и законот за пензија. Моментално го тражиме тоа модел на кој начин тие луѓе кои што или порано за време се идеше со 42 и 45 се влегуваше во пензија. Сега више не можеш ти на 65, до 65 не можеш. Не можеш да играш до 60. Имам балерин кој е 58 години, она по закон мора да се појави на сцена. Како е можно тоа? Можно е. Тоа се вика едноставно малтретирање на некои луѓе затоа што законот ги намислам. Јас имам респект према секој некој што остави белег во театрот, но ние треба да бидеме свесни дека јас сум 42, вика толку 45 завршува кариерата, значи доколку те служи здравје можеш и повеќе, но се знае балетот е професија на млади луѓе, да гледаш ти оно што функционира. Да. Сега, по старите луѓе и по старите генерации може постојат други видови на танц. Затоа е кореографијата тука, така можно да го не можеш покажеш некој кој ќе одигра 35 сезони, кој има 58 години, ти по закон да го тераш мора да седи до 65. Така да еве тоа моментално со Министерството за култура се трудиме со синдикатот и со Удруженијето на балетските уметници на Хрватска да го најдеме тој модел на кој начин до крајот на 2018 ние ќе ги пензионираме луѓето кои што еве не можат веќе не се способни да го извршуваат, например секој од нив е солист. Солист бил пред 10 години, кога пред да се пензионира, не сега, но се држи титулата. И ако отвориме таа Пандорина кутија да ги деградираме, да видиме кој како што е, ќе треба да се направи целосна ретумбација или реконструкција на тоа што еден ансамбл има. Тоа е многу лошо. Тоа се работи и не можеш ти некој преку ноќ да свртиш на улица, но да се најде еден добар модул на кој што од сега понатаму, на мене ми е забрането веќе да давам договори кои што ќе ги ставам во тај заштитен период луѓето. Од 2018 не сме да давам договори. Значи, тие луѓе не сме да влегуваат во тие договори и новиот закон кој што ќе се направи за театар налага и дава до знање дека повеќе нема да има доживотни уговори и секој ќе работи сезона за сезона. И тоа е тоа. На тој начин ти можеш да покажеш дали директорите се менјаат. Јас не сум вечен там, можеби после 10-20 години или 5 години. Но сепак тај ансамбл мора да има некоја репутација. Нормално дека тие луѓе кои што се веќе во таа по стара возраст, може да ги користиш да ја ги викам за карактерни луѓе внатре. Тие ако најдеш модел како ќе влезат во пензија, секојаш можеш да ги земаш назад затоа што имаш Силфида, имам Морево Кршечка, имам Лебедово, имам
корсар, тоа се еден куп во тие класични балети кои што имаат Има такви карактерни улоги. Да, Така да затоа викам, доколку се најде тој прав начин на функционирање, мислам дека целиот Балкан ќе добие една нова, иако планите не се многу големи, но сепак луѓето сакаат да играат. Да. Се гледа, еве јас на пример прошла година имав на мојата отворена аудиција се пријавија 420 луѓе. 420 луѓе играчи се јавјат кои што мора на аудиција. Мислам, нормално си има преселекција кои што јас ги селекцирам, но тоа е еден знак дека иако добиваат плато 500-600 евра, сепак тие млади надежни луѓе сакаат да играат. Јас ансамбл го подновив за една година со 9 нови луѓе. Така да тоа е еден знак дека луѓето, иако сме ние во Источна Европа, иако Хрватска ја нема таа плата како што има една Германија, сепак ти можеш да најдеш квалитетен кадар. И тоа суштина Македонската република можеше да го види кога гостувавме тука на мајски оперски вечери со мојата представа, еден ансамбл кој што е подновен од оно што беше претходно. Кога ќе даше репертоар на играчите кои што има разновиден, значи она и добра класика и добар модерен, гостување, патување, педагози. Тоа е интересно за секој играч, да е примални во дестинации, плюс на Сплите на море, се будеш наутро, отвараш прозор, гледаш морето. Прашав како е во Сплит, ми рековте топло, убаво. Топло, па да, таму беше 16-17 степени. И таму знае да биде ладно, но успоредба со тука, барем кога ќе станеш сабал имаш чист воздух, имаш сонце кое што е Ни донесовте нешто? Малку си дома во тегла. Во тегличка, да. Сте рекли во едно интервју дека не значи дека ако си 20 години на сцена, така, дека си достигнал кариера која што си ја сакал за себе, нели во животот, ќе бидеш и добар директор. Што велат во куларите оние вака што ги слушате? Каков директор ве оценуваат досега бара во овие 2 години? Па мислам дека им се допаѓа ли тој западњачки терк кој што го терате, нели, кој што го живеете со години? Пак ќе кажам, мислам дека конекцијата, дирекција, играчи е доста важно да знаеш што тие играчи требаат. Да. Што можат, што не можат. Секој да си ги добие своите 5 минути. Не секој е способен да работи добро модерен, не секој е способен да работи совршена класика. Така да тука се трудам на секојдневно да пружам прилика да имам, на пример, тројца принципал машки, тројца принципал женски и секогаш кога ќе ги ставам, кога ќе го правам репертоар, гледам секојдневно да биде задоволен со тоа, да добие секој доволен број на представи, кај што ќе биде нешто да не биде ти ќе играш 3, а оној ќе игра 2 или 2 представи. Така да се трудам да промовирам млади таленти, млади луѓе, тоа што реков претходно, значи самите гостувања, имавме македонска турнеја, имавме Чешка, Словачка, Дрезден, Минхен, Виена, сето тоа и за нив значи нешто ново. Значи секој месец кој ќе они знаат дека доаѓа гост-педагог кој што ќе донесе нешто ново, се знаат нешто, едноставно распоредот ставен неделден унапред, некојаш и 2 недели унапред, знаат кога ќе дојдат на работа, кога завршуваат, кога почнува нормално, може да се десе горе-доле да се промени распоред нормално, некојаш зависими од оркестар и се може да има некоја промена, но сепак едноставно успеав да променам нови гардероби, да се донесе нов покрив на студијата, да се најде нов под, танцов под кој што се нема променето со години. Значи во сала и на сцена сега си има исто. Да играат наместо 35-50 представи, им донесовте пари и сменивте се што треба. Ја ве прашам кога ве слушам вака, не го гледаат ова во балетот овде кај нас па да ве земат или не би дошли? Добра насмевка, ајде да слушам политички одговор сега. Има време. Има време, млади сме. Така, да. Сега си има директор, мислам, што ќе правам? Не, добро, последен предизвик, нели како? Сакале ли кај своите да ја мислам дека тоа е многу за една компанија да профункционира треба да не ги знаеш луѓето. Не треба да ги знаеш, подобро? Подобро затоа што колку повеќе ги знаеш, толку особено кај нас има попусти, има пријателство, пријатели, другари, сега да сме играли 20 години заедно, сега јас сум ти директор на тебе и тие некои ствари. Мислам дека генерално на Балканот за да успее нешто треба, мислам, не се дека ние не успеваме или дека не успева македонскиот билет до крај некај, него сакам да кажам дека што помалку си инволвиран приватно во својата работа, толку повеќе ќе се направи еден прогрес или step forward за оно што е цел на еден директор или нормално секој директор кога ќе ја земе својата функција си има визија каде ја води компанија, колку може, колку не може, на што треба да се работи, каде треба да се
премиже, каде треба да се ставе јас, така ќе биде така тоа и и тоа. тоа. Треба недоставен начин да знаеш кога, каде, зошто и како. Нормално не секогаш си на право место во право време, но као директор се трудам грешките, не секој е совршен, Секој така, да секој да греши. ги согледам побрзо и да тоа што нешто сум го можеби погрешил, за воидне да не го повторам или да најдам начин кај што јас ќе се надградам на еден друг. Не оно што е било претходно, него со секој нов месец или нова сезона да на тие мои играчи дадам првенствено предизвик, кој што и во суштина тоа што ако веќе си обеќал нешто, кој ќе го оствариш тоа, Добро. го добиваш тој респект од играчите. Сум рекол, не мора да ме сакате и не треба да ме сакаат као директор, но мојот збор као директор треба да се Треба да се респектира. почитува, да. Додека не се почитува тој збор, тоа е тоа. Да, имам уште 2 минути ми велат од режија, Само уште да. минути. Ја мислив ќе му уште да садам. Сакам да прашам уште неколку работи. Ајде, не Прво брзи. тоа едно интервју ми остана во сеќавање, а тоа сте рекле веројатно најискрено дека работата секогаш ви била на прво место во животот. Кога мислите да пододморите или спите тука па има тамо мора, па можете да одморите таму, нели? Се уморам и потоа Јас си се у Сплит, значи секојаш имам време, сега е например окей. Значи плажата ми е 3,5 минути со точок. 3,5 минути? Толку е градска плажа, значи кажеш. Добро, Сплит е мало место, не е мало место, е театарот. се до 5 минути. Театарот е, значи се спушти по Мармотова доле, за 5 минути си од театарот на Рива, кај што е шеталиште, а јас сум тука. Значи во летно време пред работа, после работа, измеѓу работа, јас секогаш најде време да идам до плажа, да се одморам, да напунам батерии, да се релаксирам, така да не доста се работи, доста знае да биде стресно и особено пред премиера, но секогаш кога ќе си го средиш времето паралелно и знаеш Да си го организираш убаво. Точно. А тоа го имам, там е тај западен систем кој што сум тоа е научен, тоа, да, значи да јас морам да знам на функционирате кој, иако сепак и Хрватска е тај Балкан кој што се знае да биде 5 до 12, 5 после 12, но се трудам таа нова енергија, тај нов начин на функционира да го донесам или да го практицирам за да може да практикувам, практикувам за да може да функционирам. Така е. За крај 2 прашања, ама брзи и концизни во одговорите. Прво тоа е Сплит и Штип биле збратимени градови. Да, кога ќе донесете сега нешто од Сплит до Штип? Тоа е првото и второто каде за Нова година? Вака, јас веќе бев во Штип, значи лани кога правивме таа македонското годинава, прошлата сезона бевме во Скопје, бевме во Битола и завршивме турнирата во Штип. Така е, но сте рекле сакам Јас се надевам дека Дервишот и смртта, значи представа кој што успеа барем за мене да ги обере рекордите од првиот квартал на сезоната, значи да ги попуни сите представа кој што е барана во Сараево, во Загреб, во Белград, Тирана, во Љубљана, значи тие некои градови кои што го знаеме каде е тоа, дека ќе успеам да ја донесам и во Македонија таа представа, затоа што е представа кој што е добра, мислам добра сега моја представа. Него еден македонски продукт, значи од Костивина Ношпал, музика на Горан Бојчевски, либрето на Саша Димовски, значи тоа е едноставно еден македонски продукт продуциран во Хрватска, за кој што ми беше драго дека беше прифатена стварно добро, сите представи распродадени, премиерата беше распродадена значи месец дена претходно. Така да се надам дека во мај ќе успеам или ќе успееме да решим смртта во Скопје, во Штип. Во Скопје, па Штип, па кога веќе доаѓаш во Скопје, кога доаѓаш во Македонија, мислам тука сме, ако веќе платиш 15.000 евра за авионска карта за стил ансамбл, добро да си зашто да не. Знам дека Тирана се јави, така да ако успееме да дојдеме до Македонија, тука не и Тирана и Софија се на таа нека дистанца кој што ги сакаме, кој што сакаме да ги поврземе и нова година здравје тука сум до 29, идам за Франкфурт, фамилиарно, таму сум, ќе се посветам неколку дена да бидам да не биде кариерата направо. Не кариерата, не. Значи ја викам кога ја вршиш ова функција, јас моето работно време е 24 сати. Јас немам работно време. Играчите си имаат работно време. Тоа сте го избрале, така се е до изборот. Не ми смета, значи кога ќе си сакаш својата работа, кога ќе се посетиш во својата работа, јас мислам дека нема потреба човек да се ограничува со работно време. Значи играчите се тука да работат за самите за себе. Јас како директор сум тука да работам за нив и да обезбедам едно подобро утро за нив, за таа компанија, за тој театар кај што работам. За балетот, па
моите конекции со Запад си го прават своето да сепак 20 години живење на Запад, а моето Не име имала работа. Па не имала работа, моето име сепак профункционирало нормално надове и да луѓето го знаат кој Игор Киров Така. и тие конекции, гостување, патување си го прават своето да Нашето време истекло, така ме велам. толку е добро. Ајде. Следен пат Што да ви повеќе. посакам, да, што да ви посакам срекна нова 2018 и да ни дојдете со убави представи Фала овде во многу. Македонија. Среќа ново до сите гледачи. Се недобро и се надам дека публиката во Македонија ќе успее да го види Хрватскиот народен театар, балетот на Хрватскиот народен театар од Сплит наскоро во Македонија и поздрав до сите. Ето. Така. Поздрав и од мене. Игор Киров ви рече се што требаше да ви кажам ја во одјава, уште да ви кажам ви благодарам што 180 минути бивте заедно. Ке го живееме се надевам и утришниот ден заедно. Довидување до тогаш.